Еден од лидерите од коалицијата Вреди Изет Меджити, господин Меджити, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот на сите. Добро вечер, добро ме најде. Што се случува со Вреди? Повторно велам, еден од лидерите на коалицијата Вреди, сите очекуваат да видат како ќе заврши тој процес, до каде е процесот? На добар пат и веќе утврдено, значи на 9 мај да има конгрес, прв конгрес на Влен, конгрес на обединување, конгрес каде се претвара во една политичка партија. Значи, треба да се констатира дека Влен направи да се демонополизира албанската сцена, значи политичка сцена во Македонија, да се воведе конкуренција, да се укине тој монопол на 20 години и доека тие работеат, значи, по максимата раздели и владеј, ние, значи, работиме и воведовме конкуренција, која што можеби е лошо за партијата, но добро за народ, за гласачите. Веќе постојано, значи, че има јака позиција и опозиција, што на крај, значи, резултира со резултати и учинок, значи, за гласачите и народот. Има ли некоја символика во 9 мај, во датумот? Да, значи, ги потенцираме, значи, токму тие вредности, Ден на Европска Унија, европски вредности, кои што се во топ приоритетите, значи, на Влен. Договорено ли е како ќе оди распределбата на позиции во новата партија Вреди? Да, значи, тука воведуваме нови демократски процедури на владење, значи, кои што се новост за ова поднебје, политичко поднебје, како што, значи, копредседателство, кое што го има во Европска Унија, го има во Германија повеќе истакнато, но и во други европски држави, го има и во Косово, сега ќе го има и во и кај нас. Значи, ја и го Билал, значи, Касами ќе бидеме копредседатели, генерален секретар Беким Сали и подпредседатели Беким Чоку и Мимоза Муса. Така да работната група интензивно работи на платформата, идеолошки, и тоа е, значи, новост, што немаме да бидеме тематски и значи, од време на време да се прилагодиме зависно со кој владееме, туку Влен ќе биде центар десно ориентирани. Ќе има ли повторно некаков процент во распределбата на позиции во извршната власт или веќе нема такво правило со оглед на тоа дека сте една партија? Не, една партија, значи, со тесно претседателство, веќе е предвидено, значи, и поширокото претседателство, каде што ќе бидат министрите, граначалниците и пратениците и заменик министрите, собрание, значи, генералното собрание, каде што ќе има од сите, значи, сега чинители, но со тек на време, значи, веќе нема да биде битно кој од каде доаѓа, веќе ги затвараме сите политички субјекти и мислам дека тоа е карактеристика. Можеби генерално, а посебно во албанскиот кампус, ако имаме предвид во 90-тите, беше партијата за демократски просперитет и од тогаш, значи, цело време имаше фракционирање, расцеп, двоење во делови. Ова е прв пат, значи, Влен ги обединува под една капа, значи, и под едно, значи, сите овие опозицијски до вчера настроени. И мислам дека со тоа придонесува во албанскиот кампус во иднина, имајќи го предвид и дека ќе има промени и во законот, значи, ќе има една изборна единица, ќе има праг, така да ќе биде пандан или како што е во македонскиот блок ВМРО и Социјалдемократскиот сојуз, така и во албанскиот блок, мислам дека иднина имаат Влен и ДУИ од друга страна, туку помалите чинители ќе треба да се претопат во кај или другите. Многу се зборува за реконструкција на владиниот кабинет. Дали во овој процес на договарање на позициите во Вреди разговарате воопшто и за евентуална реконструкција на кадрите од вашата партија? Да, веќе мислам тоа е начално, сме договорени дека ќе има реконструкција, но сега во фокус и приоритет до 9 мај ние Влен да биде едно и како Влен, значи, да преговара за идната реконструкција на владата
И мислам дека тука, без обзир кој од каде доаѓа, ќе бидат најбитни ќе бидат резултатите, остварувањата за тие што ќе останат или тие што ќе бидат заменети. Вие не сте дел од владата, градоначелник сте на Чаир, меѓутоа најавувате дека ќе бидете еден од копредседателите. Задоволни ли сте во моментот од луѓето кои што се дел од извршната власт, а се представници на Вреди? Мислам дека се прават анализи, значи без емоции, без други квалификации или кој од каде доаѓа, најбитно е, значи, по резултатите од чиноците има добри и докажани кадри, нормално дека при секоја реконструкција дел, мислам, ќе се замени. Колкав дел? Имате барем тоа утврдено? Прво треба да ги утврдиме принципи, значи врз кои принципи ќе се направи, ќе се реализира реконструкцијата, и тука како влен, значи, сме спремни да понудиме добри подготвени кадри кои што ќе бидат дополнителна вредност, значи, на владата. Многу информации излегува во јавноста во однос на Арбен Фетај. Имате ли вие информација каде е Арбен Фетај? Значи, во моментот имаше превирања и начело на Алијанса на албанците, сега Мимоза Муса, пратеничката. Мислам дека сега, кажав, во фокус е 9 мај и формирањето на влен, сигурно при реконструкција, значи, се замени со друг. Тој е заменик председател на владата, задолжен за добро владење. Вчера премиерот Мицковски во ова студио рече дека го информирал дека повеќе не се гледа како дел од владиниот кабинет. Вие велите дека ќе биде заменет. Имате ли име кое што би го заменил? Не, рано. Мислам, сега се прават анализи за реконструкција на владата и моментот кога ќе ги имат, мислам, ќе бидат готови, конечни, ќе биде јавноста запознаета. Негова лична одлука е да замине од владата или имаше несогласување во Вреди? Не, мислам несогласување. Можеби во целиот процес сите се согласуваме со се, но тоа не значи дека треба да отстапиме и бегаме од каузата. Повеќе се, значи, преструктурирање внатре кај Алијанса на албанците, кои што и тие треба да се затворат, но во овој процес, значи, имаше таму пребирања и нови моменти. Видовме многу текстови, многу информации дека Азир Алиу повеќе нема да биде министер за здравство. Може ли да ја потврдите оваа информација и дали сепак Азир Алиу ќе остане во владиниот кабинет? Ние само начално сме договорени со премиерот, значи, како партнери дека ќе има реконструкција, тек треба да седнеме да ги утврдиме принципите, ресорите и после може да кажеме. Сега за сега се е на ниво на шпекулација. Ова под 9 мај очекувате да се случува? Паралелно, ама мислам поинтензивно по 9 мај. Добре, Мицковски беше по-конкретен синоќа во ова студио, рече дека размислува Фетај да биде именуван за некаков специјален представник на земјата во Брисел. Би имале против за такво нешто, за таква позиција за Фетај? Не, немам против, напротив, значи он има придонес, значи, во овој процес, во промената во албанскиот кампус, во формирањето на влен, посебно има голем придонес, значи, кога имаше обид да се дестабилизира владата и влен од страна на господина Таравари. Еден од лидерите и понатака, значи, беше профилиран како лидер на Алијанса на албанците, беше токму господинот Фетај со своите ставови, елоквентен, придонел, има големи, мислам, има вредности и може да придонесе за државата, за влен, за владата. Ајде сега, кога ја отворивме темата Брисел, го слушнавме пред малку лидерот на СДСМ, кој што вели дека опозицијата е таа која што изолира државата и која што го блокира интегративниот процес. Има ли вистина во ова? Значи, до вчера тие беа позиција и немаше никаков исчекор во однос на интеграција, освен добри изјави, декларативно, но мислам памтиме дека до пред 2 години токму Социјалдемократскиот сојуз и дојде власт во Македонија и мислам дека може да констатираме дека милиметар не се раздвижи процесиве.
Така да мислам дека се овие во државен интерес во топ приоритети на сите граѓани во државата и треба сплотени заедно да чекориме кон ова наша единствена аспирација европска интеграција. Имаме А не вака префрлање и препакување. Да, имаме убедлив победник на изборите во Бугарија што најавува формирање на стабилна влада. Какви се вашите очекувања од влада која ќе ја предводи Румен Радев? Се надевам, немаме друг избор. Се надеваме дека ќе има позитивни сигнали од таму како соседи, да седнеме пак на маса, да ги решиме, да надминеме проблемиве, но очекувам поактивно Европската унија да не остане проблем ова само на билатерално ниво, туку да помогне во надминување на ова пречка и заедно да чекориме и утре да бидеме заедно членки на Европска унија. Сега се согласувате ли вие со ставот на премиерот Мицковски дека ако треба ќе чекаме и десетици години за да се надмине овој проблем, или гледате ли можност за брза интеграција на земјата во Европската унија? Имаше различни ставови дека такво нешто нема да се случи, ама еве гледаме од друга страна се отвара процесот за Црна Гора за приклучување на европското семејство. Да, и мислам дека ние мора да најдеме начин да фатиме чекор, заедно со Црна Гора и Албанија, бидејќи имаме дополнителен притисок, посебно што Албанија веќе не е заедно со нас, чекори малце понапред, да ова се стави во врвните приоритети на владата, по секоја цена да најдеме решение и да чекориме кон Европска унија, бидејќи тоа е единствена перспектива за граѓаните во држава. Значи, за вас не е алтернатива да чекаме десетици години? Не, јас сум оптимист дека ќе фатиме чекори заедно со Албанија, Црна Гора, ќе се приклучиме и ќе бидеме членки на Европска унија. Меѓутоа, морам да ме прашам за актуелните законски измени кои што се наоѓаат во собраниска процедура. Беше пред некој ден овде пратеникот од ВМРО ДПМН Бојан Стојановски, го прашав дали се консултирале со коалиционите партнери за законот за пратеници, во кој што се воведува услов за избор на пратеник да биде личност која што има само македонско државјанство. Тој вели дека се консултирали и имаат поддршка. Имаат ли поддршка од вреди за како и за секое прашање, мислам ги тераме, заедно, координирано, се вршат консултации во пратенички меѓу пратеничките групи и информирани сме со ова. Експертскиот тим на правници во ВЛЕН работат на ова прашање да биде решено како што треба, бидејќи да не се судриме, да биде и законско и да не се судри со уставот утреден да се оспори. Ја слушнавме денеска председателката, таа вели како професор по уставно право поранешен, вели дека не би било спорно затоа што ќе се интервенира во конкретни законски решенија, но и таа вели дека е потребно ваквата одредба да важи и за останатите функционери, и за членовите на влада, и за председател на државата. Се согласуваат? Чекаме мислење од експертиве, гледаат прво како законско решение, второ да се коси со уставот на државата и во наредните денови ќе има јасен став од ВЛЕ. Измените на законот за влада, односно укинувањето на техничката пржинска влада, веќе помина дел од процедурата во собранието, ги гледаме реакциите на опозицијата, на СДСМ. Ќе ве прашам конкретно, дали според вас без пржинска влада во државата може да има фер и демократски избори во иднина? Ќе дадам одговор и на ова прашање, како првото, денови бевме фокусирани повеќе на законот за високо образование, бидејќи таму имаше цело време консултации со ректорите, со професорите и на крај се најдоа најдобрите решенија за кои што ќе помогнат за да се подигне квалитетот на високото образование, кој што е врвен приоритет и општа констатација дека треба да ги помогнеме да има повисок квалитет во образованието, бидејќи од тоа зависи какви дипломи утре и знаења ќе имат студентиве и мислам дека тоа уште еднаш потврди дека коалицијата функционира и работи на законски решенија, долгорочни решенија, што се однесува до пржинската влада.
Значи, во однос на ставот на дуите треба да се изјаснат кој е нивниот став. 2023 кога беа дел од владата и бара да се укине пржинската влада, или сега кога се без идеја и не знаат што да понудат, испаѓаат спротивен став дека кој тоа, значи, некоја вредност од меѓународниот фактор, треба да се има предвид дека тоа произлезе во една политичка криза токму во времето кога тие владеа со диктаторот Груевски, имаше, значи, прислушкување, имаше голем обем на корупција, значи имаше нестабилност, политичка нестабилност и под интервенција на меѓународниот фактор за да се нормализираат тековите, да се вратат демократските процеси во нормала, значи се најде модел од пржинската влада за да има некоја контрола од опозицијата во текот на изборите. Ние имавме парламентарни избори, имавме и локални избори, кои што и меѓународниот фактор беа оценети како најдобри, најрегуларни, најдемократски избори и опозицијата ова го прифати и го кажа, така да Македонија е вратена во нормала и нема потреба од експериментирање и од такви модели кои беа, значи, за ненормални услови или во услови од 2015-16. Ова е битно и за државата и за бизнисот, бидејќи кога воведуваме такви мерки како пржинска влада, тоа е порака, сигнал, значи, до надворешните и внатрешните инвеститори дека тука не е стабилно и треба да пазат на инвестиции. Треба, мислам, подржавнички да се размислува. Македонија нема потреба дека демократијата не се развива нагоре, туку во надолна линија, изразуваат сомнеш за влијание во медиумите, дека се врши некакво следење преку новиот систем безбеден град. Не, мислам, може ли сето ова да биде причина и оправдување за постојање на техничка? Елаборирав кои се аргументиве и тоа беше во времето кога Македонија беше нестабилна, политички забега, мислам, не функционираше правната држава. Сега, значи, имаше и премин, значи, од една на друга влада, владата функционира, процесите течат, имаше два изборни циклуси, најрегуларни, и мислам и опозицијата немаше ништо тука да каже, туку ги прифати како регуларни избори, и така да, мислам, не гледам никаква потреба од пржинска влада. Меджити, благодарам многу за гостување. Благодарам и на вас.